Почитувани граѓани, изминативе 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во континуитет покажува што представува вистинска грижа за граѓаните, а од друга страна ВМРО-ДПМН во континуитет покажува грижа само за Груевски и неговите криминални соработници. 11 години на ВМРО-ДПМН се 11 години на манипулација на граѓаните. Наместо помош и поддршка на најранливите категории на граѓани, ВМРО-ДПМН со години го држеше нивото на социјална помош на срамно ниско ниво и ја злоупотребуваше во партиски цели пред избори. За 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку социјалната реформа не само што ја зголеми социјалната помош за 300%, воведе детски и образовен додаток и го прошири опфатот на деца корисници. Понудата за новиот 4-годишен мандат е уште повисока социјална помош за 34.000 домаќинства и детски додаток за 65.000 деца. За 3 години Социјалдемократскиот сојуз го реши проблемот на сечајците кои ВМРО-ДПМН ги игнорираше. 12.000 стечајни работници денес добиваат по 8.300 денари месечно, а наскоро добиваат и домашна платежна картичка од 9.000 денари. За време на 11 години на ВМРО-ДПМН решен беше статусот на само околу 4.000 стечајци. Ветивме и го реализиравме концептот парите назад кај граѓаните, па и во време на криза денес тој концепт продолжува. Затоа зборуваат 28 милиони евра кои ги враќаме назад кај повеќе од 324.000 граѓани преку домашната платежна картичка и ваучерот за туризам. Покрај стечајците, картичка со 9.000 денари ќе добијат и пензионерите со пензија под 15.000 денари, самохраните родители, како и невработените пасивни баратели на работа. Градиме правна држава која е праведна за сите. Ги намаливме нотарските и трошоците за извршители, а со отписот на камати на долгови за физички лица избришавме 10 милиони евра долгови на граѓаните. Ги намаливме и казните до 75% и воведовме опомена пред казна. Почитувани, разликата е јасна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се грижи за сите граѓани и ги враќа парите назад кај нив, а ВМРО-ДПМН се грижи само за обнова на режимот и колку повеќе да земе од граѓаните. Затоа, на 15 јули, граѓаните ќе гласаат за концептот кој обезбедува повеќе пари во семејните буџети, а не за обнова на режимот кој им ги крадеше парите. На 15 јули, граѓаните ќе гласаат за фер и праведно општество, ќе гласаат за правна држава. Обнова на режимот, обнова на криминалот нема да има.